Почитувани представници на медиумите, одлаговлекувањето и неприфаќањето на легитимните барања на опозицијата се доказа двојниот аршин на Груевски ДПМН, како е нивниот страф од фери, демократски и слободни предвремени избори. Во демократската историја на односите власт-опозиција, секогаш се постигнувал консензус пред распишување на избори. Не постојат брзи избори, туку само предвремени и редовни избори. Во било кој случај, таквите избори мора да бидат фери и слободни. Бидејќи власта на ДПМН има кратко паметење, сакаме да ја подсетиме јавноста за настаните што се случува во 2006 година, неколку месеци пред одржувањето на редовните парламентарни избори. Во 2006 година немаше политичка криза, не беше загрозена слободата на медиумите, судството не беше во раците на извршната власт, а Македонија напредуваше на планот на демократијата. И покрај тоа, тогаш опозиционерот Груевски со ултиматум за бојкот бараше отстапки од власта и донесување на изборен законник со консензус. Тогаш Груевски се закануваше дека доколку не бидат прифатени барањата на ДПМН за изборниот законник, тие ќе го бойкотираат собранието, нема да гласаат и ќе организираат протести. На 25 март 2006 Груевски на оваа тема има изјавено: апсолутно и не присуство и не гласање. Истиот Никола Груевски во 2006 година категорично тврдеше дека предлог за председател на ДИК може да даде само опозицијата со најмногу пратеници, тогашната ДПМН, а парламентот единствено може да го верификува таквиот избор. Тогашната власт, предводена од СДСМ, консензуално ги задоволи барањата на опозицијската ДПМН. Од 10 барања СДСМ прифати дури 9. Со тоа беа создадени сите услови за слободни и фер избори, од што најголема корист имаше угледот на Република Македонија. Денес Груевски од позиција на власт, наместо да покаже демократско чувство за консензус, тој демонстрира политичко самоволие и насилство. Уште повеќе, Груевски не само што не излегува во пресрет на барањата на опозицијата, туку и отворено лаже дека тие барања ги исполнува. Почитувани, ние не ја разбираме оваа хистерија на премиерот секој ден да дава изјави од типот избори веднаш, избори сега и да инсистира на избори без исполнување на барањата на опозицијата. Дали навистина толку брзо му паѓа рейтингот и самодовербата, па секој ден му е премногу важен? Дали Груевски се плаши од организирање на фер и слободни избори или пак сака да ги фалсификува таквите избори? И конечно, зошто толку му се брза сега, а само пред неколку месеци, кога СДСМ побара превремени избори и ги постави истите овие барања, премиерот рече дека не било време за превремени избори. Господине Груевски, не губете време, не бегајте од превремени избори. Консензус мора да се постигне за тие избори да бидат слободни и фер. Во спротивно, нерегуларни избори многу ќе ја чинат Република Македонија. Конечно, барањата на опозицијата се легитимни, логични и се неопходен услов за навистина слободни и фер избори. Ние во СДСМ знаеме, а и Груевски го знае тоа, дека на фер избори ДПМН ќе изгуби, а победник ќе биде цела Македонија. Ете затоа толку им се брза и прават се да нема нормални, фер и слободни избори. Благодарам, поведете прашање. Јас по не знам кој пат веќе го кажуваме тоа дека залудни се таквите пиаровски барања на председателот Велјановски за враќање на опозицијата на координација, кога нема елементарни услови за што да се координираме. Значи ние треба да седнеме да ги разговараме овие услови и предуслови што ги поставиме. Сето друго е во функција на замајување на јавноста и медиумско поентирање. Ништо повеќе не можам да додам. Не е до нас да повикаме лидерска средба. Па, ако се повикаме на искуството од 2006, токму сега што го кажав, и како истиот овој Груевски, кој што сега стана премиер, кој што сега премиер инсистираше опозицијата и по закон да го бира председател на ДИК, тогаш мислам дека ситуацијата е многу чиста, дека не сме да се дрзне власта да си најде свој представник на ДИК и да го постави само заради тоа што инсистира на некакви фер избори, на некакви предвремени избори кои што нема да бидат фер и регуларни. Тоа е дефинитивно. Така да апсолутно ќе се држиме до законот.
не може да се изгласа председател на ДИК без предлог на најголемата опозициона партија, тоа е СДСМ.